Темата за денеска или наслов кого имитираш. Текстот кој што ќе го читаме од 1 Коринтијаните, 11 глава, 1 стих. Интересно е што овде кај нас е преведено во нашите Библии, вели вако: угледајте се на мене, вели Павле, како што и јас на Христос. Но во оригиналот има неколку различни преводи. Во некои преводи стои: следете го мојот пример како што и јас Христовиот, или угледајте се на мене, или следете ме мене. Но во оригиналот, во грчкиот текст стои: имитирајте ме мене како што и јас Христос. Иако, да бидам искрен, мене не ми се баш допаѓа токму оваа верзија, да кажеме, на текстот, но ова е оригиналната верзија, сакали или не, токму така е напишано во оригинал: имитирајте ме мене. Зошто мене не ми се допаѓа? Затоа што понекогаш да имитираш некого означува негативно нешто, да се преправаш како тој човек. Или да му се посмеваш. Знаете, кога некој нешто прави и ние како него, тој ќе направи нешто и ние сакаме да му се подсмеваме или да се преправаме. Знаеме за некој да кажеме: абе тој не е всушност таков, тој само така имитира, така се прави. Има еден виц за некој човек кој што стоел на постојка, автобуска постојка, и чекал автобус, и до него стоела некоја жена со незиното малечко синче. И човекот забележал дека ова детенце што и да направи тој, и детенцето го прави, значи го имитира. Тој ќе застане како овде на видеото вака и детенцето и тоа така. Тој ќе се подпре со раката и детенцето и оно веднаш по него. И тој на едно време не можел да издржи и се врти кон жената и вели: Господјо, ќе ве молам, кажете му на вашето синче да не ме имитира. И жената се врти кон синчето и вели: сине, ај не се прави будала. Изгледа дека човекот го направила будала. Ама во секој случај, понекогаш имитирањето знае да изгледа негативно. Има дури кај инсектите една појава која што се нарекува мимикрија. Не знам дали сте слушнали за неа. Тоа е појава или способност инсектите да се камуфлират или да имитират нешто во природата. Понекогаш може тоа да биде лист. Еве ќе видите од едната страна има бубачка која што личи на лист. И ако ова бубачка слета некаде каде што има такви зелени листови, нема ни да ја препознаете. Таа во целност го имитира листот. Од оваа другата страна имаме богомолка која што имитира цвет. И таа повторно се камуфлира. Имаме инсекти кои што имитираат други инсекти. Или пак имитираат нивни движења, појави, сигнали. Например, читав за еден инсект кој што го имитира сигналниот код, оној светлечкиот код на светулките. На времето, знаете, ги имаше трепка. Сега, за жал, се поредко ги гледаме. Но овие светулки, јас слушнав дека начинот по кој што тие испраќаат светлина, всушност им служи за комуницирање. Женките на тој начин ги привлекуваат мажјаците за да се парат, или машките инсекти. Сега постои инсект кој што не е светулка, но го имитира и емитира светлина, исто има способност, дури го имитира и кодот, за да привлече такви инсекти и да ги изеде. И ова е вид имитација. И таквиот вид на имитација, способност да имитирате нешто слично, во природата се нарекува мимикрија. Знаете ли од каде доаѓа овој збор? Овој збор доаѓа токму од грчкиот термин мимикос, кој што значи имитирање. И токму овој збор го користи Павле во 1 Коринтијаните 11 глава. Значи, кога Павле вели: угледајте се на мене, тој вели: имитирајте на мене. Правете мимикрија. Сега, прашањето е дали овде значењето е негативно и што всушност Павле сака да каже. Јас верувам дека овде како прво мотивот на Павле, кога тој вели: имитирајте ме мене како јас Христос,
не е преправање, да се преправаме како Него или како Христос, туку сосема позитивен. Токму како што гледавме во видеото, знаете, дечињата во видеото, јас верувам дека со чисто срце и од воодушевеност ги имитира своите родители. Децата по природа сакаат да бидат како родителите, бидејќи тие во родителите гледат нивни херои, нивни идоли. Тие во наш, како родители, кога се мали, гледат совршен пример. Иако не сме такви, нели? Подосна ги наоѓаат и малите, ама на почеток тие ги гледат само оние позитивни работи и сакаат во се да бидат како нас. Дури понекогаш толку се спремни да ни имитираат, што јас сум видел девојче кој ќе го гледа таткото како се бриче, сака и тоа да се бриче. Вели, тато, и јас сакам како тебе. Иако тоа нема брада. Значи, сакаат да ни имитираат во се затоа што сметаат дека нашиот пример е најдобар и сакаат да бидат како нас. Истото тоа се случува и кога детето во некого гледа некој херој. Замислете едно мало детенце кога гледа филм со Супермен. Како Супермен лета, го победува злото, се тепа со негативците. Што прави следниот ден ова детенце? Ќе најде низ куќата некаде, ќе отвара, ќе гледа, ќе најде некој црвен чаршаф, каде што мајка му го злипила и што прави? Си го закачува со штипки, можеби на грбот, и ете ти го следниот ден и тој е Супермен. И тој го гледа како лета низ дворот или низ собата и вели, јас сум Супермен. Зошто? Сака да биде како неговиот херој. Ова детенце сака да го имитира неговиот херој, бидејќи во него видело позитивен пример. И јас верувам дека во таа смисла Павле вели, имитирајте ме мене, како што јас го имитирам Христос. Сега, овде можеме да научиме две работи. Првото нешто што можеме да го научиме е дека ние треба да сме се послични на Христос. Тоа е нашиот повик. Наизглед, Павле овде повикува да го имитираме Него, а не Христос. И ова изгледа, може би, дури малце препотентно и гордо. Повеќето од нас би рекле, немој мене да ме имитираш, немој мене да ме следиш, немој да бидеш како мене, јас не сум достоен пример. Следи го Христос, а не мене. Јас сум несовршен. Но овде Павле вели, следете на мене или следете го мојот пример како што јас Христос. Дали Павле овде укажува, посочува на себе си? Не. Она што Павле всушност сака да го каже, ако можеме да го преведеме со поинакви зборови, Павле вели вака: јас го следам Христос, правете го и вие истото. Сега појасно ли вие што сака да каже Павле? Павле не вели јас сум совршениот. Тој вели јас го следам Христос, тоа е совршениот. Правете го и вие истото, следете го мојот пример, она што јас го правам и вие. А што правам јас? Го следам Христос. Следете го и вие. Тоа е повикот на Павле. Павле во овој случај себе си се представува само како еден патокас. Знаете, оние од вас што сте шофери, знаете дека во сообраќајот има знаци кои што само покажуваат на одредена насока. И тие знаци не стојат таму заради себе си, овие знаци служат за да посочат кон нешто. Има знак кој што, например, кажува дозволена насока или задолжителна насока и ќе видите стрелка кој што покажува во одреден правец. И кога вие возите ќе го видите знакот, знаете дека знакот насочува на таму. Знакот служи можеби да ве предупреди, да ве опомене, да ви помогне, но во никој случај тој не постои сам за себе си. Тој не укажува следете ме мене, туку следете го она што ви го покажувам, посочува на некого. И затоа во овој случај Павле е како еден таков сообраќаен знак. Тој стои таму и вели следете го Христос. Јас сум само пример. И затоа велам, ние сме повикани пред се, секој ден, да бидеме послични на Христос. Знаете ли колку стихови во Библијата има кои што го потврдуваат ова нешто? Еве ќе погледнеме некој од нив. Овде имав еден интересен пример, пред да ги погледнеме стиховите, чисто само да укажам, кога се прашуваме што беше идејата на Павле кога вели следете ме мене како што јас Христос, најдовме еден пример интересен кој што може да ни помогне во ова насока. Имало едно момче кое што сакало да учи карате, ама немало пари да си ги плати часовите и решило да учи со тоа што ќе гледа низ прозорецот на зградата каде што вежбаат.
решил да отиде таму, да застане до прозорецот и да гледа како тренерот изведува различни кати и прави различни движења и тој решил да ги повторува истите и така да учи. Но тој имал и малечко братче, кој што исто така имало желба да го прави тоа нешто и да прави оно што го прави брат му. И отишле заедно таму кај зградата каде што вежба и поголемото братче, бидејќи било високо, можело да гледа низ прозорецот и да ги прави движењата. Но помалото братче го погледна и рекло: бато, сакам и јас да го правам истото, ама не можам, јас не можам да го гледам тренерот, многу сум низок. И знаете што рекол тогаш брат му? Рекол: јас ќе гледам што ќе прави тренерот, јас ќе ги правам движењата, а ти гледај ме мене и прави го истото. Така ќе го правиш тоа што тренерот го прави, иако не гледаш. Ја свативте поентата, нели? Ова братче, бидејќи не можело да гледа, можело единствено да копира од поголемиот брат. Не можело да го следи тренерот. И понекогаш ние така сме повикани. Павле вели: погледнете ме јас што правам и така учете за Христос и правете го истото што и Христос го правеше. Значи повикот на Павле не е да го следиме него, туку Христос. Нашиот идеал е Христос. И еве тоа ни укажуваат многу библиски стихови. Апостол Јован, например, вели: сепак знаеме дека кога Христос повторно ќе дојде, ние ќе станеме слични на кого? На Него, на Христос. Значи, ние сме повикани да бидеме се послични на Христос. Но во која смисла? Не физички. Бидејќи ако треба да бидеме слични на Христос, тогаш тоа би значило дека вие жените треба да пуштате брада. Затоа што Христос имаше брада, па треба нели да бидеме како Него. Не, овде идејата е да бидеме слични на Христос во Неговиот карактер, во Неговите дела, во Неговите поведенија. Она што Христос го правеше, она што беа исправни вредности за Христос, треба да бидат и за нас. Затоа апостол Павле, читаме подолу во Филипјаните, продолжува и вели: вие треба да ги имате истите мисли што ги има Христос. Што значи тоа истите мисли? Како Христос размислуваше за одредени работи, така треба и ние. Ако Христос ова нешто го сметаше за грех, треба и ние. Ако Христос ова го сметаше за доблест, треба и ние. Ако Христос сметаше дека треба да се прават добри дела, така треба да размислуваме и ние. Ако Христос се понизи, треба и ние. Бидејќи како го читаме овој текст, пишува Христос кој што иако беше еднаков со Бог, самиот себе се понизи и се понизи до смрт. Така вели: следете го и вие неговиот пример. Американците имаат едни нараквици што ги носат христијаните со 4 кратки букви, а во превод значи What would Jesus do, или што би направил Исус. И овие нараквици што ги носат им служат како подсетник кога ќе се најдат во некоја збунувачка ситуација и како христијани се прашуваме што да правам сега. Ми дојде овој човек, ми затрпа на вратата, бара помош, што да правам сега? Или ова жена е болна, што да правам сега? Нараквицата те подсетува: прави го тоа што би го правил Исус. Што би правил Исус во таква ситуација? И тоа е оно што Павле го вели: треба да ги имаме истите мисли. Ние треба да бидеме се послични на Исус. Во 2 Коринтијаните исто така гледаме дека Павле овде ни објаснува дека треба да сме слични на Исус, но ни кажува со чија помош. Вели: сите ние пред лица нема, чијшто лица нема превес, сме одраз на славата Господова. Како во огледало, треба да сме слични на Него. Со помош на Господовиот Дух доживуваме преобразба и стануваме се послични на нашиот славен Господ. Истата идеја, приметивте ли, Павле ја користи истата идеја дека треба да бидеме слични на Исус. Но овде Павле ни кажува со чија помош. Вели дека ние ќе станеме слични на Исус со помош на Господовиот Дух. Ние самите немаме сила да се трансформираме во нешто подобро. Сте забележали ли дека понекогаш колку и да се трудиме да бидеме добри, пак паѓаме на истиот тест. Велиме: следниот пат нема да лажам, следниот пат нема да се изнервирам, следниот пат нема да цркам, и на крајот пак го правиме тоа нешто. Затоа што нашата природа е така. И ние имаме потреба да станеме слични на Христос, но не можеме сами. И затоа Павле вели: со помош на Господовиот Дух
доживуваме преобразба. Ние сме повикани да станеме слични на Христос, но Светиот Дух ни помага во тоа. И последните два стиха мене најмногу ми се допаѓаат. Гледате апостол Павле како го представува тоа метафорично. Павле во Галатјаните вели: јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Тоа значи дека Павле стигнал до една таква состојба да може да каже: повеќе не можете да го препознаете Павле во мене, не можете да го препознаете карактерот на Павле. Од сега, јас толку сум се соживел со Христос, им су дозволил Христос да се преобрази во мене, што веќе Павле не живее тука, сега живее Христос. Кој ќе го погледнете Павле во него Христос, ќе го препознаете. Јас би сакал сега да упадам еден предизвик за вас. Дали можете да го кажете тоа истото за себе си? И дали луѓето може да го кажат тоа за вас? Дали можеме ние да кажеме заедно со Павле дека го имитираме Христос до таа мера што веќе не живее Горан во мене, туку Христос? И знаете ли како е можно тоа? Тоа не се случува преку ноќ. Ние не можеме да кажеме: јас денеска поверував и од денеска веќе Горан го нема, само Христос е. Утре са бајле ќе видите Горан како ќе излезе на површина кога ќе го изнервирате. Ќе видите Горан како ќе излезе на површина кога во нешто седичноста ќе преовладее или кога во нешто љутината ќе се појави. Тогаш Христос ќе го снема. Но еве како се случува тоа нешто. Јован Крстител кажува како се случува. Јован Крстител за Христос кажа: тој треба да расте, а јас да се смалувам. Знаете ли кога го кажа ова Јован? Кога Јован ја вршеше својата служба, дојде неговите ученици и рекла: учителе, знаеш ли дека Христос придобива повеќе ученици од тебе? Со други зборови, станал по-популарен, по-успешен. Ова не е добро. Ти треба исто така да се трудиш да бидеш успешен. Не, Јован рече: ако и така треба да биде, неговата служба треба да расте. Тој треба да напредува, а јас да се смалувам. И ние ова може да го кажеме за нашите животи. Христос треба да расте во мене, а јас да се смалувам. Со секој ден ние сме повикани да бидеме се послични на Христос, а нашата грешна природа се повеќе да исчезне. И тоа е нашиот повик. Тоа е главната цел на христијанскиот живот. Ние живееме за да може Христос во нас да расте, а ние да се смалуваме. Дали Христос живее во тебе и во која мера? Сигурно кај ниеден од нас Христос не е 100%. Но дали можеме да кажеме дека Христос веќе во нас е барем 50%? Дека Христос е до таа мера во нас присутен, што луѓето може да го препознаат? Дали во мојот и во твојот живот можеме да ги видиме особините што ги имаше кај Христос? Дали нашиот живот е како Христовиот? Дали имаме истата пожртвуваност како што имаше Христос? Знаете, Христос беше да исполни волјата на Таткото до таа мера што го даде својот живот за да ја исполни неговата волја. Дали јас и ти сме спремни до таа мера? Верувам дека се уште не, ако сме искрени. Во многу работи се уште сме спремни нашите работи да ги правиме наместо Христовите. Дали нашата љубов кон другите е како Христовата? Христос ги љубеше другите луѓе до таа мера што животот свој го даде за нив или за нас. Дали нашата љубов е толку голема? Одново, дали омразата кон гревот кај нас е толку голема како што беше кај Исус? Исус го мразеше гревот толку многу што беше спремен на крстот да ја плати казната за гревот. Толку го мразеше гревот. Беше спремен да го расне своето тело за гревот. Дали ние го мразиме гревот до таа мера што сме спремни да се одречеме од одредени задоволства, да не уживаме во нив ако се грешни? Дали во тоа нешто сме како Христос? Најчесто ние тука знаеме да дадеме некој изговор. Кога некој ќе каже дека треба да сме како Христос, знаете ли кој е нашиот изговор? Па ние не можеме да бидеме како Христос. Христос е совршен. Тој е совршениот модел, тој е идеалот. Нема шанси да сме како него. Не е можно. Тој никош не грешеше. Тој е совршен, но ние сме грешни. Вистина е дека тој е совршениот пример. И ние не можеме уште сега да бидеме како Христос. Но ние сме повикани секојдневно да стануваме се послични на него.
ние сме повикани да стремиме кон идеалот, бидејќи тоа е нашиот идеал. Тоа е нашиот совршен пример на кога треба да се огледаме и ние сме повикани да стремиме кон тој пример. Затоа во 2 Коринтијаните Павле вели со помош на Господовиот дух ние доживуваме преобразба и стануваме се послично. И еден ден кога ќе воскреснеме, Павле вели, ќе бидеме како него, бидејќи ќе го гледаме лице во лице. И ова е првото нешто што можеме да го научиме од овој текст, дека ние треба да го имитираме Христос, треба да бидеме се послични на Него. Но овој текст исто така не можеме да избегаме од тоа, го содржи оној дел каде што Павле вели, угледајте се на мене, како што јас на Христос. Павле сепак се повикува себе си како пример во следењето на Христос. Тој вели, следете го мојот пример, бидејќи јас го следам Христос. И ова е второто нешто што можеме да го научиме од овој текст. Второто нешто е дека ние треба да бидеме пример за другите. Павле можеше да го каже ова нешто затоа што тој достојно го следеше Христос. Тој беше достоен пример. Прашањето е дали ние со нашиот живот сме пример за другите во христијанскиот живот. Еднаш еден проповедник кажал, ние секогаш сме пример за некого, сакале или не. Секогаш има некој што не наблюдува и гледа како живееме и тој го следи нашиот пример. Прашањето не е дали сме пример или не. Прашањето е дали сме позитивен или негативен пример. Го сваќате ова? Сега кога ќе разберем ова вистина и тежината на ова изјава, тогаш сваќаме колку голема одговорност носи нашиот живот. Сваќате ли дека се што правите, вие некого наведувате на позитивна постапка или на негативна? Со се што јас и ти правиме, некој од нас копира и или ќе го одведеме и ние во позитивен пат, или ќе го научиме и него на негативни постапки. Зависи од тоа како ние се однесуваме. Многумина знаат да кажат како јас живеам, што јас правам, тоа си е моја лична работа. Јас никого не терам да живее како мене. Дали јас пушам, дали пијам, дали се коцкам, дали живеам во блуд со девојката, тоа си е моја работа, бе. Јас никого не терам да живее како мене, на никого не штетам, така да мислам дека не правам ништо погрешно. Но тоа не е точно. Не е точно, бидејќи со се што ти правиш како христијанин, ти си пример за некого. И ако твоите постапки се добри, ти си позитивен пример. И оној што тебе ти имитира и те следи, како децата што ги имитираат татковците во видеото, тие тогаш ќе наследат позитивни навики. Но ако ти имаш негативни навики, тогаш тие ќе ти имитираат во нив и тие ќе наследат негативно нешто. Тогаш ти за нив ќе станеш сопка. Ти за нив ќе станеш соблазна. А знаете ли Исус што зборува во таа насока? Исус вели, тешко му на оној човек преку кого доаѓаат соблазните. Соблазна во превод е стапица. Тоа е сопка, се извинувам. Знаете, со нашето поведение, ако ние правиме нешто што не треба, ние можеме за некого да бидеме сопка. Замисли, ти си христијанин, ама решаваш да си се коцкаш. Од време на време одиш во коцкарница, се коцкаш и викаш, добре, тоа си е моја работа. Мои пари се што сакам ќе правам со нив. Арно има некој млад христијанин, кој што само што поверувал, за него ти си херој. Ти си христијанин кој што оди на црква 10 години, тој гледа во тебе пример и тој те гледа дека влегуваш во коцкарници, се коцкаш или во кладилница и тој вели, па Шон Горан го прави тоа нешто, веројатно е во ред. Значи и јас можам, дозволено е. И тој ќе го прави тоа што јас го правам затоа што го гледа мојот пример. Или ме гледа мене како пушам. Јас велам, добро бе, моје тело, јас си го уништувам, мој проблем, ако сакам ги си пушам. И кога тој ме гледа мене, а тој се бори со пушењето, тој се ослободен вели, па значи се можам да пушам, не било проблем. И тој го прави истото. И гледате ли дека со нашите постапки, ние исто така некого можеме да наведеме на погрешен пат, на погрешни навики. И ние стануваме лош пример. Тие не имитираат во нешто што е погрешно. Затоа Исус вели, тешко му на човек преку кого доаѓаат соблазници.
Павле вели, ако со храната го соблазнувам мојот брат или го наведувам на грех, нема вели да јадам месо пред него до крајот на животот. На Тимоте му вели Павле, биди им пример на верните во словото, во поведението, во љубовта, во верата, во чистотата, со други зборови, во се. Павле не му вели на Тимоте, слушай, ти само се грижи да проповедаш исправно, а како ти си живееш, тоа е твоја работа. Не. Павле вели, биди пример во се. Биди пример и во словото, но и во поведението, и во верата, и во чистотата, во се. Ние сме повикани да бидеме пример. За жал, понекош имаме случаеви, и јас сум го гледал тоа често пати во нашите цркви, кога некој човек ќе поверува и е млад верник, оно што ме воодушевува кај новите верници е нивната разгорена вера. Тие имат толку голема ревност за Господа. Тие знаете ли дека тие стануваат најредовните христијани? Тие се најактивните христијани. Ќе ги видите овие млади верници, тие не пропуштаат богослужба. Доваѓаат на секоја богослужба, многу пати дури се први. Знаете ли зошто? Затоа што кај нив има глад за Господа, нивното срце гори за Господа. Ќе ги видите први на молитва, не пропуштаат молитвен состанок. Ако има евангелизација, тие се таму на секоја евангелизација спремни да одат. Тие најмногу зборуваат за Исус. Тие се оние што најмногу донесуваат луѓе во црквата. На сите им сведочат, бидејќи нивното срце гори за Господа. Ако треба да се дава за Господа, тие се редовни во давањето. Тие се пример во многу работи. Но после некое време, тие престануваат да го прават тоа. Знаете ли зошто? Затоа што тие не гледат нас како пример. Замислете еден верник млад кој што доаѓа на секој молитвен состанок. И после некое време се врти и гледа на молитвениот состанок, го нема Горан. Горан еднаш дошол, 3 пати не дошол. Се врти, гледа ја нема Марија, гледа ја нема Трајанка, ја нема Петкана, го нема Сашко. Сега, значи можело и да не доаѓам редовно. Значи можело и вака. Ја мислам дека треба да се иде на секоја молитва. Ама тие гледаат од нас дека не идеме, дека ние си дозволуваме поголема слобода и тие не имитираат нас да прават истото. Тие даваат за Господа ревносно, ама гледаат дека ние не даваме. Ние некако си ги држиме парите за нас, стануваме себички ќе дават. Па ја да не сум најубав да давам, што другите не дават, значи можело и јас да не давам. Тие одат и сведочат ревносно на улица, но гледат другите ги нема. Го нема там овој брат, ја нема оваа сестра. Викат, па тогаш и јас не излегувам. И сваќате ли дека ние со нашиот пример, ние сме ја соблазнале сестрата или братот кој што бил ревносен за Господа. Ние сме станале негативен пример за тој млад брат и сестра во верата. Затоа прашањето е дали ние сме достоен пример. Апостол Павле вели, следете го мојот пример, бидејќи јас доследно го следам Христос. Но дали можеме да го кажеме јас и ти истото? Дали можеме јас и ти да кажеме со целиот интегритет, следете го мојот пример затоа што јас сум достоен христијанин? И дали сме ние добар пример за другите браќи и сестри, особено за помладите? Дали некој помлад кој ќе поверува може во мене да биде добар пример? Некои луѓе во црквата има толку прекрасен христолик карактер, нема да ги спомнувам по име, и во нашата црква и во други цркви, што верувајте, навистина може да го препознаете Христос во нив. Тие се толку понизни, толку спремни да служат, толку ревностни во сведочењето, толку добри во поведењето, со љубов, со простителност. Јас кога ги гледам тие личности, викам, Господе, дај ми уште 100 души како оваа личност, дај ми уште 100 души како оваа сестра или како овој брат. Господе, дај Боже уште 1000 да има вакви, црквата ќе напредува, ќе расте. Но и обратно, има луѓе кои што нивниот карактер толку отстапува од Христовиот, толку се далеко од Христовиот, толку се проблематични христијани, што кога ќе ги погледнете си викате, не дај Боже уште еден да има ваков како него. Но нели има ситуации каде што си велиме, овој каков христијан нема шанси, овој 100 години далеко од Христос. Да не бидеме ние како таа личност. Не мора и ние да спомнуваме, но ајде да бидеме како првиот. Ајде да бидеме како оној христијанин за кого сите би посакале да има уште 100 како него или како неа. Да не бидеме како личноста
кој што е со илјадници години оддалечен од Христовиот карактер. За жал, христијаните дури и денеска често пати кога треба да земат некого за пример, не го земат ниту Христос, ниту Павле, ниту некој зрел христијанин. Не знаете ли кого земат за пример, особено по младите? Земат за пример оние славните луѓе кои што се во светот. И често пати ние сакаме да ги имитираме нив. Знаете, кога бевме ние по-млади, ние сакавме да ги имитираме славните пејачи. Во наше време беше Мадона. И како Мадона се однесуваше, како Мадона се облекуваше, Мадона тогаш носеше некои ланци, нешто извезена мода, скинати фармерки. И ние младите сите истото, право ланци, право скинати фармерки. Сакаш да бидеш како таа личност. Но за пример земавме луѓе кои што се од овој свет. Луѓе кои што се лош пример. И денеска, за жал, често пати ние сакаме повеќе да го имитираме светот, сакаме да бидеме повеќе како славните пејачи, славните глумци, славните, не знам, актери, личности, наместо да бидеме како Христос. А верувате, луѓето во светот не се добар пример, веќе токму тие славни личности како Леди Гага или не знам кои други да се живеат неморален живот, живеат блуднички живот, живеат живот кој што е одаден на материализам, на суетност, сосема спротивни вредности од оно што го учи христијанството. Ќе ви дадам еден пример за еден човек кој име Мики Ментал. Овој човек бил бивш центрафор на Нью Йорк Янкис, бейсбол тим во Америка, кај нас не е популарен бейсболот, но таму го играат. И поред тоа што бил успешен бейсбол играч, тој станал идол на многу млади момчиња. Сите сакале да бидат како него, сите сакале да го следат, бил славен, популарен, богат, успешен, така да сите сакале да се угледаат на него. И проблемот било со овој човек што иако бил успешен, тој имал бил хроничен алкохоличар. Тој постојано пиел и често пати бил пијан. Во една прилика еден новинар го прашал: што ќе им препорачате на младите момчиња кои што се угледаат на вас и во вас гледаат херои? И тој бил искрен и рекол вака: рекол, мене Бог ми даде се, ми даде способност да играм и ме направи славен. Но јас се одадов на пиење и затоа имам порака до младите: не бидете како мене. Овој човек бил искрен. Тој сватил дека не е добар пример. И тој со оваа порака рекол: немојте да ме следите мене. Не се угледувајте на мене. Јас не сум добар пример. Јас станав пијаница. Иако сум славен, успешен, богат, младите сакат да се како мене, немојте да бидете како мене. Немојте да пиете. Затоа тој можеби е добар пример за тоа дека има ситуации кога некого не треба да следиме во нешто. А прашањето е: кој е твојот пример? Кој е твојот херој? Кој е оној што ти сакаш да имитираш? Гледавме на почеток видео во кое што децата сака да ги имитираат родителите, бидејќи за нив тие се примерот, тие се херојот. Кој е твојот херој? Кога бевме мали, на училиште, знаете ли што не прашуваа? Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? И што одбиравме ние? Ние обично одбиравме професија според некој што беше наш херој. Најчесто девојчињето знае да кажат: јас сакам да бидам учителка. Зошто? Бидејќи во учителката гледа некој кој што е позитивен пример, гледа нивни херои. Или јас сакам да бидам како мама, домакинка, јас сакам да бидам ова. Машките знае да кажат: јас сакам да бидам полицаец или сакам да бидам фудбалер. Гледа во некој пример и сака да бидат како него. Но сега кога сме пораснати, ако истото прашање ни го постават: како кого сакаш да бидеш? Кој би бил твојот одговор? Како кого сакаме и треба да бидеме? Требало да кажеме: јас сакам да бидам секој ден се посличен на Исус. Гледајќи го Исус, ние треба да кажеме: тој е мојот херој. Јас сакам да бидам како него. Сакам да сум како тебе, Исус. Ти беше толку добар спрема луѓето. Сакам и јас да го достигнам тоа нешто, и јас да бидам таков. Ти беше толку опростителен. Сакам и јас да бидам таков. Ти беше толку пожртвуван. Сакам и јас да бидам таков. Сакам да бидам како тебе, Исус. Сакам да можам да кажам како Павле:
веќе не живее Горан во мене, туку живее Исус. Сакам да бидам како Јован, кој што знаеше да каже Христос треба да расте во мене, а јас да се смалувам. Ете, тоа треба да е нашиот стремеж секој ден. И ние треба да се стремиме секој ден да го имитираме Исус во позитивна смисла. Не да се преправаме како Него, него да се трудиме да бидеме како Него во се. Во карактерот, во поведението, во она што тој беше, во идентитетот. Нека Бог ни помогне, како што вели Словото, преку Светиот Дух да стануваме секој ден се послични на Исус, да го имитираме во се. Амин.